Благодарам. Единствената причина зашто денеска тука на овој амандман нема представник од левица е екватантното непознавање и незнаење, како и директната грешка на тоа како тие ја поимуваат политиката, а тоа е како што кажа и претходните колеги, политика на рил на Facebook и фалење на медиумите, а од друга страна и навредување на колеги дека имале четвртина или осмина мозок. Сега јас тоа нема да го коментирам затоа што нема да го спуштам нивото на луѓе кои што се ништо и во општеството и од местата каде што доаѓаат, бидејќи секој еден од тука кој што дошол прво треба да биде признаен од околината, а второ барем 20 луѓе од неговото мало да му кажат здраво, за луѓе кои што функционирале на маргините на општествената признаеност од целата средина затоа што ништо не значат во животот и ништо немаат позади нив, апсолутно не сметам дека треба да се коментира. Но кога ќе влезете во собрание и кога ќе давате некакви вакви акти во насока на тоа дека сте сериозен политичар, на медиумите се велите дека сте фантастичен, најдобар, неповторлив пратеник, треба да знаете дека тоа кое што го пишувате тука, може некој да ви излезе и да ве соочи со реалноста, а тоа е дека двата дома кои што сте ги напишале на ваков амандман и тој кој што го барате апсолутно се реконструираат, дека владата има досега обезбедено 30 милиони евра за реконструкција на студентски домови, дека заради добрата работа во реконструкцијата доби грант од 5 милиони евра од Германската банка за развој, дека во 3 фази ќе се реконструираат сите студентски домови, секоја фаза чини по 17 милиони евра и до крајот на мандатот, повторувам, сите студентски домови ќе бидат реконструирани. Понатаму во Штип, затоа што тука е напишан и градот Штип, ќе се гради и нов медицински факултет и паралелно со тоа ќе се изгради и комплетно нов студентски дом, така да така реагираат и така реализираат сериозни политичари, а вака како овие кои што сега бегаат кога ќе сгрешат амандмани како оној кој што им е врховен лидер во таквата нивна организација кој што се крие над под определен број на гласови само заради тоа што смета дека најважно во денот како пратеник му е да пишува од мензата дали имало јајца за доручек или дали надвор имало грмушки кои што биле откорнати од собраниските служби, не сметам дека е сериозно да се дебатира. Така да во рете што вие ќе си пишувате на Facebook, во рете вие што ќе си кажувате од вашите собраниски канцеларии, мегданот во политиката е тука на говорница кога некој може да ви реплицира, а мегданот во политиката не се води од 300-400 бота кои што вие ги плаќате и на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Така да, ако бил животот Facebook и Instagram многу поинаку ќе изгледал во реалноста, излезете во реалноста, ви кажа колегата, ќе ве повикаме на отварање и ајде да се соочиме таму од каде што доаѓаме сите. Ние сме луѓе со име и презиме, ние сме луѓе кои што зеле и превзеле обврска од народот и секој ден сме помеѓу граѓаните да ги решаваме нивните проблеми и да се соочуваме со нивните маки. Политика на Facebook и Instagram води до ова, а ова е тотално несериозно. И во таа насока кога делиш квалификативи на некој друг, особено кога сметаш дека некого ќе навредиш ако го спушташ нивото на дискусијата, сметам дека треба да се земат во партијата едно огледало и таму да си ги повторат сите тие работи, бидејќи сите тие навреди кои што беа искажани на телевизиите единствено може да бидат рефлексија на самите нив. Благодарам. Благодарам. Следен за збор Бран